секогаш фокусот е на безбедноста. Децата мора да знаат дека се безбедни, како ќе се искомуницира тоа. Видов јас во соопштението на МОН до родителите било искомуницирано дека тоа е несреќен нели случај. Сега во случајот имаше реакција од некои родители бидејќи тоа не е несреќен случај, нели ќе видат децата после дека се апси, па ќе бидат збунети, нели како е тоа несреќен случај. Нема врска, тоа е само терминологија, намерата е јасна, намерата е многу добра, тоа е да се уверат децата дека тоа се случило и веќе нема да се случи. Дури во Австрија не е невообичаено да слушаме сирени како подготовка, тоа јас мислам во Скопје дека многу одамна не сум чула. Во училиштата имаат специјални подготовки децата за евакуација при пожар. Се симулира аларм и децата мора да ги поминат сите чекори за да се изврши безбедно таа евакуација. Имаше дојава за бомба во училиштето на мојот син пред неколку месеци и многу ми се допадна дека ние бевме транспарентно, бидејќи во кризна интервенција е многу битно да ги и луѓето што се од институциите навремено и транспарентно да ги соопштуваат сите информации. Тоа е многу важно за да се смири населението, за да се воспостави повторно таа доверба дека нешто не може да излезе од контрола, дека тука е системот и ќе ги преземе сите можни чекори.